Добро утро, колеги, добро утро повтор пат за гледачите на Македонија на утро. Да, токму така, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата ја спроведува кампањата Вози безбедно, вози со љубов. А што значи оваа кампања и што опфаќа? Утрово ни открива Дејан Андоновиќ од РСБСП. Дејан, добро утро, добре дојдовте во Македонија на утро. Ке започнам, РСБСП ја спроведува кампањата Вози безбедно, вози со љубов по повод празникот Свети Трифун, но и по повод празникот денот на влюбените Свети Валентин. Што всушност значи оваа кампања и какви активности спроведуваат? Секоја година во ова време ја спроведуваме оваа кампања во духот на нашиот имидж, од аспект на тоа да ги повикаме сите учесници во сообраќајот, да ги потсетиме дека за време на Свети Трифун и за време на денот на влюбените Свети Валентин да не конзумираат алкохол доколку учествуваат во сообраќајот или доколку конзумираат алкохол да не учествуваат во сообраќајот, да не бидат опиени од алкохолот и од љубовта, или ако се опиени да си останат дома и да уживаат во тие мигови, а не да се стават во ризик да влегуваат во сообраќај. Секоја година, значи во овој период од годината го имаме тој апел, како што имаме и секојдневно апели за алкохолот, брзината, правилата и прописите и сето она што го прави нашето учество во сообраќајот да е безбедно. Дејан, кои се другите актуелни кампањи и активности што ги спроведува Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата со се поголема цел за да имаме поголема култура во сите учесници во сообраќај? Значи целата година имаме календар на активности во зависност од актуелните настави. Сега сме околу овие празници, се разбира, потоа ќе дојдат матурите, мобилните телефони и нивното користење. Изминатиот период беме фокусирани околу безбеден град, пешаците и сето она што можеби во јавност искача како новина, но сето тоа е во склад со правилата и прописите, промишаната сообраќајна сигнализација и сето она што е законски изминатите години. Значи возење до 50 км на час во град, нормално да не потсетувам дека не треба да се под дејство на алкохол доколку правувате моторно возило или обратно, да подигнеме јавната свест, сообраќајната култура кај пешаците, кои иако имаат предност, тие подлегнуваат под правила, прописи, пропишана сообраќајна сигнализација и се разбира у наредниот период ќе се фокусираме и со делење на едукативни флаери, информации на границите за сите оние кои влегуваат, да знаат што е тоа безбеден град и што ги очекува во нашите градови каде што ќе се движат. Кога сме на тема безбеден град, денеска 12-ти ден поред веќе функционира овој систем. Статистиките покажуваат намалување на сообраќајните прекршоци. Кој е вашиот впечаток? Дали се подигнува сообраќајната култура со воведувањето на ваков систем? Се чини дека со ова воведување на безбеден град сообраќајот има елементи на смирување, значи луѓето кои порано знаеа дека не треба да возат над 50 км на час, а возеа, сега се придржуваат кон тие правила. Се разбира, секогаш има неодговорни поединци и одговорни поединци, но генерално има смирување на сообраќајот, а според статистиките има и намалување на бројот на сообраќајни прекршоци. Оттаму и очекуваме дека овој безбеден град само ќе зголеми безбедноста во сообраќајот и повторно ќе кажам, ќе го смири сообраќајот кој инаку беше малку повеќе динамичен, што е нормално, особено во главниот град, каде што шпицот се знае дека цел ден дека има многу возила, но ми се чини дека има намалување и дека има смирување на сообраќајот. Дејан, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија на утро. Благодарам и на вас. Утрово на тема новата кампања што ја спроведува Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Вози безбедно, вози со љубов по повод празникот Свети Трифун, разговаравме со Дејан Андоновиќ.